Нела Витошевиќ е најбараната македонска режисерка во последните неколку години. Со што и да се зафати, силно го бранува вниманието на културната јавност, а во театрите каде што работи, остава хит представи зад себе и публика која бара карта повеќе. Едно подруго за релативно кратко време ги имаше представите во Штипскиот и Велешкиот театар, Макбет како драма во МНТ, Странци во Драмски театар, Едвард, Рацен, Ножици, театар за деца и младинци, Мојот маж, диалог со расказите на Румена Бужарова. Во последното дело работи за кој не зборуваме. Па, за мене театарот е дел од мојот живот, освен што е моја професија, и јас секогаш зборувам дека многу е тенка таа граница меѓу театарот и животот, бидејќи ние професионалците во театарската уметност на сцена представуваме некаков паралелен живот, некакво огледало на случувањата што се проблематични во општеството. Така да можам да кажам дека театарот, исто како и сите други уметности, беше сериозно погоден од пандемиската криза. И еве сега полека некако, особено во летните периоди, почнуваме да се враќаме во некаква си нормала, да кажеме. Сепак 75% капацитет не е исто што и 30%. И верувам дека за брзо време ќе дојдеме до тоа да работиме во некои нормални услови. Она што мене, да речеме, многу повеќе ме интересира во однос на театарот сега, се самите теми кои што театарот сега треба да ги обработува. Бидејќи кризата, мислам дека во фокус сега го стави човекот, ги стави малите луѓе. И јас, размислувајќи изминативе 2 години со што треба да се занимава театарот денеска, се повеќе мислам дека единката се сврте некако кон самата себе, кон сопствените проблеми, кон сопствената екзистенција, и мислам дека таа трка со времето некако се успори и дека сега луѓето едноставно се многу повеќе посветени на меѓусебните односи, на односот со партнерот, на некои аспекти меѓучовечки кои што претходно сме ги заборавиле. Со представата Мојот маж гостувавте во Љубљана неодамна. За оние кои ја немаат погледнато, станува збор за проект работен по расказите на Румена Божаровска. Меѓутоа имаме и авторски монолози на сите оние кои што учествуваат во представата. Играат 5 актерки и 3 актери. Колку низ работата со овие актери успеавте да дојдете до одговорот дали се зацврстуваат стегите на ова конзервативно општество или пак почнуваат да попуштаат некако? Да, па не е новост дека ние живееме во една строго патриархална средина, и во таква една средина кај што е доминантна таа машка струја, да кажеме, таа машка енергија, тој е опстанок на посилниот. Таа средина едноставно е токсична, е страшна, и што побрзо ѕидовите на тие табуа попукаат, што побрзо се изљупат, мислам дека тоа побрзо ќе дојдеме до сите оние прљавштини што се позади тој ѕид и сите оние слоеви кои што полека треба да ги љупиме, прво да ги детектираме како проблем, па потоа да ги излупиме, за да почнеме со некакви нови почетоци и некако да тргнеме во некои промени нанапред. Дали попуштаат конзервативните стеги, не знам. Не сум сигурна дека попуштаат. Меѓутоа, она што јас сметам дека треба да го правам и што е некаков мој позив во работата е да ги разобличам тие конзервативни стеги, да зборувам гласно за нив и преку мојата работа, преку прикажување на театарската сцена на тие токсични ситуации, на тие тажни приказни, понекогаш и комични, да едноставно пробам да ги отворам проблемите и да ги прикажам многу интимно, многу емотивно пред публиката. Впрочем, во Мојот маж за тоа ние користиме и монолози, кои што се на самите глумци, кои што се нивни лични интимни приказни,
бидејќи мислам дека на тој начин публиката интимно многу повеќе се поврзува со проблемите за кои зборува Румена. Се разбира, тие монолози се произлезени од расказите на Румена Божаровска, односно од темите кои што таа ги отвара. И мислам дека е направен еден многу добар спој, бидејќи расказите на Румена на еден многу, како да кажам, многу изострен, фин начин ги отвараат проблемите и табу темите. И едноставно ние во тој спој со емотивните приказни, нашите интимни, мислам дека многу фино допираме до публиката и мислам дека таа добива чувство као да е на една сеанса психолошка, каде што и доаѓа после тоа и таа да сподели некоја своја приказна и да отвори некој свој проблем. Витушевиќ, по вашата посета на Словенија со представата Мојот маж, во театарските кругови се зборува дека сте добиле работен ангажман во Словенија. Тоа театарџиите се шегуваат малку на ваша сметка откако остваривте голем успех во Словенија или има нешто вистина во себе ова? Па да, има вистина во сето тоа, но би сакала прво да се фокусирам на овие проекти што се тука да ги завршам, па потоа понатака да кога ќе отпочнам тој проект ќе дојдам повторно во вашата емисија и се надевам ќе можеме успешно да разговараме и за тој иден проект кој што верувам ќе се реализира. Покрај Мојот маж, меѓу последните проекти на кои работевте е представата Работи за кои не зборуваме. Проект инспириран од интимни, анонимни сведоштва. Вие во една прилика велите, во еден момент кај мене емотивно се прели чашата и морав да дадам пауза од 2-3 месеци за да се исчистам од сео што го прочитав. Мислам на сите сведоштва што сте ги добиле нели во тој процес на работа. Се слуша ли крикот за промени, работејќи на овој проект, добивте различни приказни? Искрено, ние кога го направивме проектот и кога го распишавме повикот во кој што побаравме публиката, односно било кој поединец да сподели со нас некоја своја приказна која што ја потиснал длабоко во себе од одредени причини, дали затоа што се плашал дека системот нема да му даде одговор, дали затоа што се плашал да едноставно сам со себе се соочи со тој некој проблем. Ние искрено не очекувавме дека ќе наидеме на толкав одзив. Прво, јавноста многу го поддржа проектот. Второ, многу луѓе се охрабрија да споделат со нас приказни. Едноставно, после представата, има луѓе кои што навистина ќе се охрабрат и ќе ги споделат своите приказни, макар на психолог, макар јавно, макар тоа ќе направи некоја подрастична промена, ако допрат нели до пошироката јавност. Меѓутоа се надевам дека да допреме дури и до тројца луѓе, мислам дека ќе биде некој значаен успех и за мене и за целата екипа. А премолчуваме многу како нација? Па премолчуваме, да. Ние сме, знаете, јас мислам дека сме ние едно општество кое што е многу нашминкано, кое што се плаши да ги демаскира проблемите, кое што е завиткано као спакувано во една убава шарена хартија, меѓутоа кога ќе отворите таа хартија, од внатре ќе излезат црви. Или, например, кога ќе ја тргнеме шминката, ќе се види правото лице, кој не е така убаво, него е малце грдо, малку остарено, малку има некакви ранички. И сега, кои се механизмите да се демаскираат тие проблеми, кои се механизмите да едноставно се тргне напред кон некакви промени, мислам дека секој треба да погледне од својата професија, од себе си да тргне и да оди понатака како да најде механизам како да ги разобличи. Јас ја имам таа среќа да ја имам уметноста како алатка, да го имам театарот и пробувам да го искористам за да едноставно поттикнам некаква промена во општеството. Како успеавте си во овие години да го задржите смелиот пристап во работењето? Имавте некакви притисоци, да речам, досега?
Па еве, веројатно заради тоа одење по тенка жица. Јас никогаш не сум сакала да бидам во некоја комфорна зона. Секогаш сум сакала да излезам од таа комфорна зона. Дури мислам дека и кога бев во средна школа, стално сум била од оние студенти, ученици што размислуваат малку out of the box. Никогаш не сум се вклопувала до крај во средината. Секогаш некако сум штрчала на овој или на оној начин. И мислам дека кога едноставно размислувате во некакви поинакви правци, секогаш е битно да си го најдете своето место под сонцето. И јас во тоа земање ризици, штрчање во средината и размислување на малку поинаков начин, своето место го најдов баш во театарот. И тоа е моето место на слобода, тоа е мојата слободна зона. И во таа слободна зона јас можам да правам буквално што сакам и да кажам што сакам. Затоа што во принцип сум човек на кој што слободата му е многу важна како категорија и ако ја немам, онда не би се снашла. Витушевиќ, ви благодарам за денешниот разговор. Фала и на вас.